Истокот се обединува околу храната. Од оваа сезона традиционалните јадења ќе бидат на туристичкото мени. Пијанецот и малешевијата ги подготвија суроварските маски. Злото ќе го бркаат со стапови и звонци. Значи Сурова во Звегор еден подвижен театар. Магла ги загуши жителите од регионот. Пациенти со астма и белодробни проблеми ги наполнија ординациите. Може да дишиш. Штип конечно ќе добие пешачка патека. Некој начин да го доживееме исарот од задната страна. За 7 години во Штипската болница инвестирани 5 милиони евра во опрема, кажа Ана Прес од ВМРО ДПМН. Истокот се обединува околу храната. Од оваа сезона традиционалните јадења ќе бидат на туристичкото мени. Гастрономската тура први ќе ја понудат угостителите од Осоговието, кои се обединија околу домашното вино и ракија, месениот леб, питите подвршник и неизоставната традиционална зимница. Дел од угостителските објекти веќе ја адаптираа понудата на вкусот на туристите, па бројот на гости го зголемија за 2 пати. Имаме стварно многу туристи што не само од Македонија, туку и од страна нели што доаѓаат за да го посетат римникот. Најбарни специјалитети се крапот и пастрамката, но кои сакат да се најават за да сготвиме некои други специјалитети како што се зелник на стар традиционален начин. Нешто слично се подготвува и во објектите на Пониква, на кои адут ќе им бидат досега малку познатите специјалитети од Дорис, како пилав на крушарски начин, кочанска лапа, полнети ширдени со ориз и популарниот султански пилав. Во Осоговијата се организираа угостителите, во Штип туристичките работници кои како атракција ја нудат пастрамајлијата. Штипската пастрамајлија само по себе е заштитен дел на градот Штип. Нема турист, значи нема гостин во Штип кој што е бил тука, а да не е пробал штипска пастрамајлија. Љубовта, макар и туристичката, влегува преку желудникот, а адути за тоа источниот крај има многу, само треба добро да ги спакува и продаде. Колку побро го направи тоа, толку подобро ќе биде за сите. Со вековните игри под маски се очувани како живо наследство. Пијанеци малешевијата и годинава ќе ни посакаат среќна и здрава нова година, но ќе ги истераат и лошите зли духови од крајниот исток. Василичарскиот обичај под маски сурва во Звегор, кој етнолозите по големиот број на ликови во подвижниот театар го нарекуваат и пијанечко вевчани, го чека само да осамне денот Василица, па танцот на свадбената поворка да започне. Сурваскарите во Звегор тоа се организираат убаво, организирано. Значи тоа си е една дружина со различни ликови. Значи како во драма. Тоа си е една драма. Значи јас го викам подвижен театар. Значи Сурова во Звегор е еден подвижен театар кој се представи со државот од куќа до куќа, секаде, цел ден. Секој од ликовите од свадбената звегорска поворка има свое значење, но најважен е ликот на невестата, која ја штитат белаците, за да не биде откриена. Има младожена и невеста, има војска, суроваскарска војска, белаци вооружени со ножови, со дрвени ножови, со долги дрвени ножови кои се викат калачки. Другата војска се вика пепелаши. Тие носат со себе во торбиња пепел и имат пушки која ќе дувне во цевката, ќе наполни со пепел и ќе дувне тука и пепелот ќе излезе како тоа се имитира како да пука вистинска пушка. За подобра организација на ова живо наследство последните години звегорци формираа здружение, но бираат и кумови задолжени за празничната вечера по завршување на свадбата. Кои останат значи до покасно, има вечера и за нив, имаме богат фонд на пиење, ракија, жешка ракија, жешко вино, добро мезе подготвено. За да биде подобро причекани и со цел да биде по-богат. За разлика од Звегор, каде обичајот под маски се негува како локален обичај, во Беровско Ратево вековниот обичај на денот на Свети Јован Крстител, со кој се бркаа лошите духови, прерасна во Малешевски карневал, ратевски бамбурци. Организаторите на Малешевскиот карневал, кој е запишан во картата на карневали во Македонија, за годинава најавуваат учество на 20 на групни маски од сите краеви на Македонија, но и од соседството.
Магла ги задуши жителите од регионот. Пациенти со астма и белодробни проблеми ги наполнија ординациите речиси во сите општини од регионот. Само во Штипската клиничка болница од 450 пациенти од почетокот на годината, дури 120 биле со белодробни и срцеви проблеми како последица на маглата. Состојбата најдраматична била вчера и завчера, кога со симптоми на загушување се хоспитализирани 6 лица, а најмалку 70 помош побарале во ординациите. Постојано имаме пациенти со обични настинки, меѓутоа станува збор за болни кои што се со хронични заболувања, астматичари и срцеви заболувања, така да тие се повеќе потенцираат во овие магливи денови. Маглата не ја поднесува никој, но најмногу таа им пречи на повозрастните. Ето ние што беа рудари ворници за тоа едно време и од маглата ни смета. Што ви прави? Па загушување, глушење. Како не за младе е тешко, не па за стари. Па замор. Не може да дишиш на градите, тоа тешко ти е, не може да одам. Дополнителен проблем е тоа што синоптичарите најавуваат нагол пат на температурите, што значи нов удар на органите за дишење. Респираторните инфекции сигурно ќе дојдат во јануари и февруари, ние ги очекуваме. Како луѓето, особено оние осетливите да се заштитат од маглата и ниските температури? Најосновната работа која што треба да ја знаете да не се излегува во овие магливи денови и да останат во домашни услови каде што ќе ја земат редовната терапија. Секако вообичаеното земање на течности и витамини е препорачливо за сите нас. На маглата и времето не можеме да влијаеме, па од тука колку ќе бидеме здрави во периодот што следи, ќе зависи од тоа колку се придржуваме на советите на лекарите. Штип конечно ќе добие пешачка патека. Станува збор за патека во должина од околу 2 километри, која ќе се протега по досега неискористениот простор покрај Брегалница. Според првичната идеја, пешачката патека би требало да започне од паркот во 8 ноември, да продолжи потекот на реката за Дисерот и да заврши во Штипско Ново село. Единствената пешачка патека која имаше во Штип беше кон местноста Суитлак, но таа со урбанизацијата ја изгуби својата функција пред речиси 20 години. Штип конечно заслужува да има добра пешачка патека која ќе биде хортикултурно уредена, со клупи, со урбана опрема, со осветлување и на некој начин да го доживееме исарот од задната страна, река имаме, а не ја користиме. Така да тоа што уредување на реката во 8 ноември ќе продолжи понатаму. Сепак што штипјани мислат за изградбата на пешачката патека околу Брегалница? Поред мене, ако се изгради стварно, да не е лага за се ќе биде убаво. Да се е убаво и за деца и за возрастни, да се направи кео стварно да биде кек. Стварно е убаво. Ако се граде и пензионерски, ќе има и за одење, ќе има и за коли. Се што се граде се е убаво. Јас секој пат се тоа по реката. И за деца, и за стари, и за секој. Најавите се дека изградбата на патеката ќе започне годинава, на општинската администрација допрва треба да го изработи проектот и да ги направи проценките колку тоа ќе чини. Веројатно е дека целата работа ќе се реализира како и досега, кога во прашање е уредувањето на кејовите, на база на донации. За 7 години во Штипската болница инвестирани 5 милиони евра во опрема, кажа Ана Прес од ВМРО ДПМНЕ. Апарат за компјутеризирана томографија, магнетна резонанца и дигитален рентген апарат, понатаму ангиограф со изградба на сала за ангиографија, набавање нов лапароскоп, коскен дензитометар, гинеколошки 4D ехо апарат, кардиолошки ехо апарат, набавена е современа офталмолошка опрема и веќе се спроведуваат најсовремени офталмолошки интервенции, донирани се 4 комплетно опремени возила за брзата помош во Штип со најсовремена медицинска опрема. Акцелераторот за третман на тешко болните пациенти од рак е веќе во фаза на поставување. Освен за она што било, од ВМРО ДПМНЕ денес зборува и за она што ќе биде. Она што во моментот сме посебно горди се тековните проекти, како што е проектот на усовршување на медицинскиот персонал во реномирани странски здравствени центри, а посебно за потенцирање тековната реализација на проектот за изградба на новата клиничка болница во Штип. Во 2014 година ВМРО ДПМНЕ очекува остварување на многу капитални проекти, значени за секој штипјенец и за секој македонец.
Инаку Штипската болница е со статус клиничка и кон неа гравитираат околу 180.000 пациенти од целиот источен регион. Во тек е постапката за избор на проектант за изработка на проекти во Пробиштип. Ова представува прва фаза од конечната реализација на проектите кои општината планира да ги реализира во текот на 2014 година. Во овој случај станува збор за изработка на проекти за реконструкција на 3 улици, како и изработка на проект за промена на уличното осветлување во Пробиштип и Злетово. Новиот закон треба да стави крај на политиката и нестручноста во администрацијата, тврдат од Министерството за информатичко општество и администрација. Новините, меѓу другото, опфаќаат и повеќе критериуми за оценување на вработените. Се воведуваат сосема нови европски модели, значи превземени од најдобрите европски држави, кои што се однесуваат на управување со учинокот на вработените по принципот на 360 степени. Тоа значи дека вработениот го оценува не само претпоставениот, како што беше случај досега, туку и колеги и соработници кои што се на исто како ниво со него, на едно ниво пониско и луѓе, странки со кои што вработениот соработува. Иако тиквата важи за еден од најпрепознатливите символи на есента, кајна таа се користи и во текот на зимскиот период. Постојат разновидни начини на приготвување на тиквата, во зависност од вкусот на граѓаните. Печена може. Најдобро е печена, мислам. Па може да се варе, може да се пуне со фил, јабуки, мелени. Прави се зелник, баните се праве, се се прави. Може и варено повеќе ја прават, со млеко така и стават малци и така. Чекер, ако не е блага и готов. Печена е побаво. Пред неќе паши време се знаат печена. Освен незиниот сладок вкус, таа има и висока нутритивна вредност. Тиквата е шампион меѓу зеленчукот по содржина на железо, бакар и флуор. Содржи и калиум, калциум, манган, цинк, бета-каротен. Исто така богата и со витамините Б, С и Е. Поради ова, тиквата носи многу здравствени придобивки. Тиквата ја подобрува работата на срцето и е идеална за луѓе кои страдаат од кардиоваскуларни болести. Варената тиква е полезна за проблеми со желудникот и за лицата кои патат од анемија. Љубителите на тиквата најчесто може да ја најдат на градските пазари. Таму се нудат различни видови на тиква во зависност од начинот на приготвување. Тие се печанки. Печанка тиква се така кажана, или балка некој, се зависи од подневието кој како ја подразбират. Тиква за печење, али благи се убави тикви. Укусна, има и семката си исто може да се користи, и она се јаде. По што да припознаеме квалитет на тиква? Квалитетот на тиква се познава по венецот што го има, зелениот венец или жута да дое тиквата. По тоа се наоѓа познава и по самата боја. Инаку тиквата потекнува од Мексико, каде биле откриени остатоци 7000 години пред нашата ера. Неа ја познавали индијанците за кои тиквата била света билка. Најчесто ја користеле зачинета со мед за ублажување на јадења кои се многу зачинети. Мен не ми се допаѓа што не се довршени улиците, што нема направено за децата и луашки, те спортски игралишта, да речем, за тенис, настречници, за работници, за жени, што доаѓаат ветер дува, дождове врат, нема каде за сено, да речем, заштитати. Што не тутуна не ни плаќа, тоа не се допаѓа. Па стромештија нема што. Ние од тоа чекаме цела година, а и тоа ни зимат без парите, тоа е. Штипскиот каратист од карате клубот Штип Емил Павлов продолжува со високите пласмани од големите меѓународни првенства. На првиот турнир од светската премиер лига во Париз, Павлов во категоријата до 60 кг го освои 5-тото место. До овој пласман стигна со 6 борби, од кои 4 победи, а борбата за медал ја доби противничкиот репрезентативец од Италија. Инаку, во неговата категорија имаше 59 надпреварувачи од 60 нации, а на целиот турнир учество земаа вкупно 770 каратисти од целиот свет. Останатите штипски каратисти ќе ги завршат надпреварите утре.
Футсал второлигашот Кочани од истоимениот град се засилува. Кочанскиот дебитант досега покажа доста солидни игри во втората футсал лига на Македонија, но очигледно амбициите се поголеми. По направените разговори додека трае паузата, на кочанскиот второлигаш му се придружија 5 нови играчи, со кои Кочани најавува висок пласман на табелата и влез во првата лига. Во редовите се придружија Славче Петров, Владко Нанев, Ангел Чуарсов, Кирил Стојков и Александар Ѓорѓиев. Надежите се дека ќе се влезе во доигрувањето и освојување на едно од првите 2 места на табелата. Квартет штипски судии, македонски спортски амбасадори е новата книга на спортскиот новинар Кирил Манев, кој овој пат се осврнува на најдобрите спортски судии од Штип од овој и минатиот век. Книгата треба да излезе од печат во февруари, а во неа се спомнуваат еден од најдобрите светски судии во ракетното моделарство Ѓорги Ѓорѓиевски, боречкиот судија Стојан Колев, најдобриот македонски одбојкарски судија Никола Мицевски и еден од најдокажаните фудбалски арбитри Ванчо Коцев. Никола Мицевски, меѓународен одбојкарски судија кој мината година судеше и на 16 меѓународни средби во Купот на руските шампиони и на светското првенство во Чешка. Потоа Ванчо Коцев кој судеше во Купот на европските шампиони како фудбалски судија. По неговите стапки тргна и неговиот син Никола Караколев. Да посетам, Ванчо Караколев, Ванчо Коцев беше и судија на најголемите дерби надпревари во поранешна Југославија, ги судеше средбите меѓу Партизан Црвена звезда, Динамо Хајдук. Освен ова, во истиот период од печат треба да излезе уште една книга посветена на успесите на Балканец на последните медитерански игри. Поради исклучително ниските температури во езеро во Мичиген се создале големи топки мраз кои го привлекоа вниманието на граѓаните. Тие се создале зашто температурата на водата во езерото е под температурата на мрзење, а дополнително придонеле и брановите, кои цело време на тие топки носеле нова вода и таа замрзнувала во слоеви. Истиот феномен се случил минатата година, а најтешката топка била речиси 23 килограми. Православните христијани утре си споменуваат за светиот праведен Јосиф Обручник, а во католичкиот календар е назначен Свети Бенекит.